Училишта со полски тоалети и без вода. Училишта во кои децата збираат пари за креда, родителите за течен сапун. Таму е невозможно да се спроведат реформите на Мила Царовска, алармира воспитувачката Драгана Спасевска, која стои зад граѓанската иницијатива против електронски учебници. Бојкотот на наставата од страна на учениците продолжува и денеска, а доколку од ресорното министерство не одговорат на барањата, во недела следува протест. Доколку немаме повик од Министерството за да оствариме средба, тогаш ќе организираме и протести и ќе одиме се понатака. Мора да се донесат здрави реформи по мерка на ученикот. Фронтот за одбрана на досегашните стандардни учебници се шири, а револтот засега се изразува преку бојкот. Спасевска вели дека иако на почетокот на учебната година децата многу изгубија поради неподготвеноста на институциите да донесат одлука дали ќе се учи онлайн или во училиште, па учебната година започна на 1 октомври, тогаш никој не се бунеше. Сега пак коментира за 2 дена пропуштена настава, учениците се соочуваат со многу притисоци. Она што најмногу револтира според Спасевска е некомпетентноста на луѓето кои ги спроведуваат реформите. До сега во ниту едно училиште според нивните сознанија немало состанок на родителите по тоа прашање. Ниту едно училиште не свикало родителски состанок со сите членови за да ги извести Советот на родители за настанатите промени во образованието. 95% од искажани совети на родители го кажаа тоа. Родителите преку граѓанската иницијатива јасно ги истакнаа своите барања кои вклучуваат стопирање на постапката за законот за дигитализација на учебниците, кој закон надлежните сакаат во собранието да помине со европско знаменце. Јавна дебата за законот со учество на стручни лица, како и родителите конечно да бидат вклучени во важните промени во образованието.